лаже македонците и дека со промена на името ќе бидат доведени во прашање дека ќе е неизбежен и можен акроним или можна промена на идентитетски прашања? Па сега, јас ги следам овие случувања на Тачи во последно време, тие негови закани со војна, со поделба на Македонија и во тоа негово политичко делување може да се разбере, да кажеме, сите негови изјави. А од друга страна, ние како Народно движење за Македонија бевме во таа коалиција со Груевски од 2005 до 2009 година и јас само можам да кажам дека ние ќе продолжиме да го поддржуваме Груевски се додека го брани името. Во тој момент кога ќе оцениме дека се спрема некои компромиси од страна на владеачката партија или симптоматично е што да кажеме и од самиот председател веќе слушаме некои зборови разумен компромис во таа насока. Значи се додека обстојуваат на тие позиции да се брани името без ниту една додавка, без или ниту една заперка, кажам поконкретно, тоа ќе имаат нашата поддршка. И сега не би сакал да навлегувам околу тие дворски игри меѓу Тачи и Груевски и така. Инаку, деновиве вие и го критикувате председателот Глигоров. Актуелната опозиција вели дека со ФИРОМ Македонија ништо не изгуби, си го сочува јазикот, 120 и колку и 8 земји не призна, стигнавме до предворието на ЕУ и на НАТО. И ако се следи таа логика, тогаш што би можеле да изгубиме ако го смениме името, а стигнеме во посекуваното членство? Па токму тоа што го спомнавте, клучната грешка е направена 93 година, 8 април, кога тогашниот председател Глигоров се согласи да бидеме премени во Обединетите нации под референцата ФИРОМ и сега во услови кога еднаш се согласиле под таков прием, сега е многу тешко многу тешко во тие напори да го сочуваме уставното име и јас сум длабоко убеден дека во тоа време Македонија немала апсолутно никаква потреба да влезе во Обединетите нации, туку требало да чека стрпливо да чека една подобра прилика, дури еве и до ден денеска да не бевме примени во Обединетите нации, ќе беше подобро во овој момент отколку кога сме се согласиле на промена на името, па сега да преговараме од таа позиција. Ова го темелам на фактот што сите се сеќаваат Глигоров во тоа време на 8 дена пред приемот на 30 март 1993 година излезе пред македонската јавност и ги каже причините поради кои мора да влеземе во Обединетите нации. При тоа тогаш што е напомна дека со влегувањето во Обединетите нации без разлика со какво име стануваме рамноправни во светската заедница, стануваме безбедни, побогати, ќе додат странски инвестиции, ќе се отварат странските пазари. Сега гледајќи ги сите овие причини, од денешен аспект не се оствари ниту една. Ниту Македонија стана побогата, ниту стана побезбедна, ниту стана посигурна. Македонија и настаму остана закована за европското дно. Ја имаше војната во 2001 година. Вие во еден неделник деновиве и пишувате дека му забележувате на Глигоров дека Македонија ја зароби во својата стратегија со предвремен прием во Обединетите нации. Па гледајќи сега сите тие причини што не се остварија, што Глигоров не ги сервираше пред македонската јавност, а дури како што кажав сите тие причини не само што не додат странски инвестиции, туку оние креатори на таа криминална приватизација со кој што десетина одбрани тие транзитски бандити 90 години се го поделија целото општествено богатство кој што 50 години назад го создава сите работни луѓе во социјализмот. И тука ги темелам јас таа моја дилема дека воопшто не било потребно во тој момент Македонија да влегува во Обединетите нации под ФИРОМ. И сега гледајќи сите тие причини, кај мене се наметнува еден заклучок дека Глигоров во тоа време најверојатно тоа го правел од лични причини, бидејќи во тоа време е најмоќната фигура во државата. Иако Македонија по уставот е парламентарна демократија, Глигоров успеа да воспостави еден личен систем на владење, бидејќи во тоа време Бранко Црвенковски 25-6 години не му е некој така достоен противник. Експертската влада беше каква што беше, сите видовме. И значи тој во зенитот на својата моќ, тоа најверојатно го прави од своји лични причини, бидејќи они во тоа време веќе е во длабока старост, има околу 75-6 години. Велите не ги прифатил нити сугестиите на генералниот секретар тогаш Бан Ки Мун, Бутрос Гали. Па да, они тука е интересно што Киро Глигоров и Денко Малевски, како тогаш е министер за надворешни работи во тоа време, најпрви во ноември 1992 година имате една средба во американскиот State Department, а потоа во јануари 93-та, значи на 3 месеци пред приемот имаат уште една средба на која присуствува и Бутрос Гали. И на тие средби јасно им е кажано, сугерирано да не брзаат со приемот на Македонија, бидејќи нема расположение во две земји членки во Советот за безбедност да прифатат да бидеме примени под уставното име. И ако инсистираме, штетите ќе се ги сносиме сами и тоа би било контрапродуктивно. Но како што кажав на Глигоров, енормно му се брза по секоја цена да влеземе во Обединетите нации и како што кажав, он и во тоа време веќе во длабока старост, има 75-6 години
и најверојатно тоа го прави од лични причини, бидејќи сите ние видовме тогаш он се обрати во Обединетите нации, најверојатно сакал да остане во историјата како прв човек, прв македонски председател кој што се обратил во Обединетите нации, и бидејќи тоа се случи од 93 година, а наредната 94 година имаше избори, па во тој момент не можел да биде сигурен дека ќе биде кандидат, дека ќе победи на тие избори, и најверојатно, како што кажавте, остана Македонија заробена во таа стратегија на председателот, а од денешен аспект уште повеќе се гледа дека номиналниот прием во Обединетите нации не би значи ништо, бидејќи ние, како што кажав, бевме членки, па имавме војна во 2001 година, а уште попластичен е примерот со Босна и Херцеговина. Босна и Херцеговина ја приме во мај 92 година и одма наредниот ден почна војната меѓу србите и хрватите и бошњаците, исто така без нееше војна во Хрватска. Значи номиналниот прием во Обединетите нации не ви гарантира безбедност, туку на таа меѓународна сцена треба да направите многу повеќе и многу побитно е во моментот да имате некој моќен пријател, поединечна држава како моќен пријател, отколку да бидете. Јас не велам дека не е добро да биде членка, но во нашиот случај не требало да. Јас да ги потсетам моите гледачи, значи разговараме со Јанко Бачев, да кажам со поранешен префикс, поранешен разузнавач, денеска лидер на вон парламентарната партија Народно движење за Македонија. Тогаш во текстот ќе се навратам јас уште еднаш во неделникот за експертската влада. Првата експертска влада, велите дека еден чуден спој на министри, од кои еден дел беше за независна Македонија, еден дел под силно влијание на Балканската национална разузнавачка служба, бугарската национална разузнавачка служба, и еден дел под силно влијание на КОС. Да, точно е тој. Инаку за Македонија е интересно што може би некој уникатен пример на таа меѓународна политичка сцена, бидејќи стана независна држава наспроти нејзината волја. Повозрасните се сеќаваат во тоа време Киро Глигоров дојде како делегиран човек од Белград и како своевремено поранешен соработник на таа разузнавачка служба или КОС, популарно како што ја викаат, во прв момент да ја спречи независноста на Македонија, но и дури нудеше една платформа Глигоров Изетбеговиќ, кој што беше на линија на сочувување на Југословенската федерација, но за жал тие светски процеси не им одеа во прилог, ниту на Глигоров, ниту на Андов, кој исто така јасно кажа во тоа време преку неговата партија Сојуз на реформски сили дека суверена Македонија да, но само во рамките на суверена Југославија. Значи отворено се залага за сочувување на Југославија. Но, како што кажав, тие светски процеси не им одеа во прилог на македонскиот државен врв, за нивна жал, бидејќи тие светски мокни центри имаа за цртано Југославија се распадне, да ја растурат. И така бидна и македонската независна и суверена држава, а таа експертска влада во прв момент беше една многу добра манипулација, што му одговараше на Глигоров во прв момент да ја исфрли ВМРО-ДПМН како победничка партија во тоа време со 39 пратеника, и возраст се сеќаваат како перфектно ги изигра, бидејќи договорот тогаш беше Киро Глигоров председател, премиерот да го даде ВМРО-ДПМН, но потоа како што следа на станите ВМРО-ДПМН премина во целосна позиција и целокупната власт ја презеде СДСМ или тогашен Сојуз на комунисти партија за демократска преобразба, и тоа е еден чуден момент кој што е непознат во европските демократии, партијата која победила да биде во опозиција. Но се случи и тоа во Македонија, околу таа експертска влада, исто, како што кажавте, во тоа време, веќе тоа не е тајна, излегува некои така написи од поранешни други кои што работеле во службата, и јас лично сум имал прилика да видам во тие некои досија, дека имаше луѓе кои што уште од младечки денови биле соработници на Бугарската национална разузнавачка служба, еден дел, како што кажавте, на Сојузната КОС, и еден така помал дел искрено ја посакуваше таа македонска држава. Тука сакам само да го потенцирам фактот дека без оглед на соработката на државниот врв со одредени служби, во МВР во тоа време навистина имаше едно патриотско крило кој што сакаше да се создаде таа независна македонска држава, кој што голем дел од нив денови веќе заминаа во пензија. Но како што кажав, за жал, без разлика тој